Фалсификувани потврди за вакцинација на големо се печатот, но кој тоа да го исконтролира? И додека државата кубури со инспектори, на социјалните мрежи кружат и огласи за изработка на фалсификати, и тоа по воведувањето на анти-ковид мерките кои неодамна стапија на сила. Па така за влез во кафеана или кафуле мора да прикажете сертификат, кој истиот го проверува редар или келнер, кој при тоа не смее да ви побара и лична карта. За ваквата хаотична ситуација граѓаните вината ја гледаат во власта, која истата ги носи, но недоволно ги применува мерките. Тоа е, мислам, недозволиво и институциите мора да си преземат мерките. Тоа, знаете што, со такво нешто допринесува многу полошо на останатите граѓани. И секој од нас треба да се вакцинира, што е должност веќе на народот. Ова веќе крај нема веќе. А и со инспекциите се кубури некако слабо се вршат контроли по локалите конкретно. А тоа е став повеќе тие општински инспектори кои се тие би требало да ја вршат таа работа повеќе и треба почесто да ги прават тие контроли. Свеста на луѓето е многу ниска, што да кажам. Тоа е единствено нешто што треба да го разберем. Мислам дека се пред се мерките неосновани, дека се реда ради и не може да се оствари до крај. Знаете дека сега се фалсификуваат, се купуваат? Да, знам. Како го оценувате? Па, мислам дека не е во ред. Ја мислам дека не е добро, па не знам. Прво почнете од основата на проблемот, значи забраната за кафичи, решете ја, а ова другото е само ефект, спореден. Па мора да појачаат, власта мора тоа да го реши. Алфа направи обиколка во дел од скопските локали, но никаде не наидовме на инспектор што би проверил сертификат. Во кафулињата кои речиси беа празни, само вработените ни ја проверија потврдата. Во меѓувреме веќе се случи експлозија на револтот во сладкарница во Дебар, а според објавувачот на видеото на социјалните мрежи, станува збор за наводно недоразбирање поради вакциналните сертификати. За сега нема информации за повредени, ниту пак за причината на тепачката. Од СВР Охрид го потврди инцидентот и рекоа дека актерите заработиле кривични пријави. Инаку кај граѓаните последниве неколку денови расте револтот поради мерките на власта со кои се прекршуваат основните човекови права, но воедно се дискриминираат и граѓаните. На протести кои речиси секојдневно се одржуваат во повеќе градови во земјава им се придружија и угостителите. Инаку за фалсификување сертификати за вакцинација предвидени се и затворски казни.